Преку анонимно писмо во граѓанскиот суд се заострува трката за председателската функција. Писмото стаси до редакцијата на еден ТВ во кое меѓу другото е наведено дека еден судија, потенцијален кандидат за председателската фотелја, бил корумптивен. Се наведува дека наводно со стручна соработничка местеле пресуди, а за тоа земале пари. Со писмото, како што дознаваме, анонимецот доставил USB во кое имало видео, прикажувајќи ги уцените, а кое било испратено до повеќето судии во Скопска двојка. Овој судија е само играчка во нејзините раце. Двајцата направија многу пари. Сега, видете кој суди во судот. Јадни ли се странките што тие ги судат? Председателот на судот Илир Сулемани за еден ТВ вели дека секојдневно им пристигнуваат анонимни писма, но не ги третираат. Писмото во кое е наведен судијата како корумптивен, шефот на Скопска двојка тврди не го прочитал. На Сулемани председателскиот мандат му завршува во мај, вели нема амбиции да продолжи да го води граѓанскиот суд, но неофицијално, веќе неговата кандидатура е стасана до судскиот совет. Сепак допрва треба да се знае кој ќе седне на шефовската фотелја на Скопска двојка, откако комисиите во судскиот совет ќе ги разгледаат сите кандидатури. Огласот е завршен, се избираат 10 председатели во различни судови.